Ниту станува збор за данокот, ниту станува збор дека со некаква репресивна мерка ќе се зголемела, ќе се подобрила демографската слика. Воопшто не било тоа планот кога е кажан мовет. Најосновна демографска мерка е стабилна држава. Тоа е првата демографска мерка која што треба да ја превземеш. За да имаш позитивни демографски трендови, треба прво да имаш стабилна држава, треба да имаш предвидлива иднина, за да можеш да планираш, значи семејство, деца и така натаму. Треба да имаш правна сигурност, треба државата да има каков таков економски раст, континуиран економски раст. Се друго, се дополнителни мерки. Демографијата е основа во економијата. Демографијата е економски термин, економски поим. Ти во моментов имаш ситуација, млада популација која што треба да формира семејства, која што ниту се гледа овдека како успешен човек или успешно семејство после 10-15 години или после 5 години, ниту знае што ќе прави откако ќе се омажи или ожени, ниту пак е сигурен дека ако сега се ожени, бизнисот нема да дојде некој зина да му го затвори заради партија, ниту пак е сигурен дека ако утре кога се ожени нешто се случило и треба да се разведува, дека правната држава ќе го заштити, ќе ги заштити интересите негови на децата и така. Тоа се елементарни демографски услови. А се друго е дополнително. Ова што го збореше Мицко, демек, знаеш што ние даноци ќе воведуваме. Тоа не беше ништо повеќе од 3 дена губење време